Почитувани гледачи на OTV.mk. Денес влегуваме во светот на епоксидната смола, материјал кој што овозможува бескрајни можности. И со таа цел дојдовме во домот на Јуле Николовска, девојка која изработува прекрасни декорации. Здраво, Јуле, како си? Добра, здраво е ми. Ви благодарам за посетата. Ти благодарам и тебе на гостопримството. Кажи ми, Јуле, што е всушност тоа епоксидна смола? Епоксидната смола е термоактивен елемент кој што се состои од две компоненти, епоксидна смола и уцврстувач, кој што зависно од размерот кој што треба да се измешаат и иди до хемиска реакција до зацврстување, значи до финален дел, значи финалниот дел, изработката е, па ја викаат и стакло. Епоксидната смола, пошто има и таков изглед. Од каде ја доби ти инспирацијата да почнеш со оваа работа? Гледајќи видеа на YouTube следев, Pinterest, Instagram, едноставно се воодушевував на тие видеа, ме привлекуваше сето тоа што го гледав и бев заинтересирана за да го работам тоа, но во градов, да речам, и во државава не најдов на такво нешто за кратко време. Најдов на Instagram на онлайн обука, која што ја следев и така скоро пред 2,5 години започнав со изработки и еве до ден денеска, значи максимално се вложувам и Така, значи веќе работиш 2,5 години со оваа работа. А која беше твојата прва декорација која направи? Пеперутки, моите омилени приврзоци. Имаме и овде од пеперутките, така? Да, тие имене ми се многу убави. Би сакала да ми објасниш за начинот на изработка, како се добиваат овие декорации? Пред се, значи, епоксидната смола и уцврстувачот во сооднос, јас конкретно работам со смола за излевање до 1 сантим, значи тоа служи за изработка на поситни работи, значи како украси, приврзоци, во сооднос 2:1, од 3 до 5 минути, значи треба да се измеша да се измешаат тие две компоненти и потоа користам, значи, бои, акрилни, прашкасти. Да, тоа се овие бои што се тука. И овие калапи, така? И епоксидната смола измешана со боите, зависно, значи, од тоа што сака тој што порачува. Ставам и светки за дополнителен ефект и излевам во силиконски калапи. Така, овде гледам имаш и сушени цветови, различни. Да, може, значи дополнително додатоци кои што можат да се искористат, суво цвеќе, метални додатоци, бисерчиња, значи само да нема вода во нештото што се клава внатре во смолата. Значи смолата воопшто не се поднесува со водата, не би се утврстила ако дојде до такво мешање. Колку време и треба на смолата за да се исуши? Најсигурно, значи до степен на уцврстување 24 часа. Тоа е дали важи само за овие што се потанки, да речеме од 1 сантим привезоците, или за овие најсигурно, значи подебелите? За сите. За да биде 100% уцврстено како што треба, 24 часа. Оти доволно е да се нештото, ако се фати пример со прсти, да остани отпечаток, да се деформиса од самиот допир. 24 часа. А дали сите изработки одат само со едно излевање или за подебелите е потребно? За подлабоки калапи што ги користам, морам зависно, значи 2, 3 до 4 излевања. За овај нашиот сувенир, за оваа прекрасна декорација, колку време ти требаше за да го направиш? Па 4 дена. 4 дена, имам 3 излевања тука и крајно е значи, многу финалното. Време сме ти зеле. Сепак. Ама е прекрасно, значи многу е убава декорацијата, ти благодариме многу, Јуле. Благодариме, преубаво е. При изработката на овие сувенири доаѓа до хемиска реакција. Како ти се заштитуваш од несакани последици, односно некоја опасност, дали може да се случи? Обавезно користам заштитна маска, пошто при реакцијата, кога почнува веќе да реагира, да се стврнува смолата, испушта топлина и миризба која што и не е баш убава. Не е баш пријатна. Пријатна, да. И мора, значи, за моето здравје да се заштитам. После тоа ја луфтирам просторијата каде што работам.
Морам, значи заштитата е пред се на прво место. безбедност. Хемиска реакција има ризик. Гледаме дека има сувенири во најразлични бои. Можеш да ми кажеш малку за тоа како е процесот, како се добиваат тие бои и каква всушност боја е епоксидната смола? Епоксидната смола има прозирна боја. Додуша има смоли кои што се кристално чисти и има некој мал така жолтеникав пигмент, но не е нешто забележително. Значи ако се работи исклучиво со изработки кои што мора да имаат прозирен дел, значи пример цвејке, да има суво цвејке во смолата, тогаш во ред е да се користи значи кристално чиста смола. Ради изгледот, сепак ќе изгледа поубаво. Другата смола, значи неминливо е, може да се додадат бои, обично ги користам акрилните бои јас. Може да бидат седефасти за дополнителен ефект, тоа значи седефастото му дава естетски изглед, подобар. Користам алкохолни бои, значи течни се тие бои. Користам бои во прашкаста форма, кои што исто може да бидат и тие седефасти. И плюс како додатоци ги користам светките, кои што јас лично ги сакам, даваат друг изглед на нештото што се изработува, за разлика од тоа да има само боја, значи на изработката. Да, поживо, повесело изгледа. Дали некогаш се случило да не се добие бојата која што е посакувана? Па да, ми се има случајно, се уште не знам, значи зошто таква реакција. Истата боја сум ја мешала со смолата, претходниот пат излегла боја што сум ја ставила, а наредниот пат сосема друга боја. Ама сепак тоа може да има и позитивен ефект, некогаш ќе добиеш нијанса која немаш. Ако веќе му се бендисува таа боја, но сепак прашувам јас, значи си порачале една боја, не можам јас да оставам изработката да биде дадена во друга боја. Од каде ги набавуваш материјалите за работа? Материјалите обично ги набавувам од интернет страни. Пред се почнав од AliExpress, сега моментално од Тему, пошто веќе го има тука во Македонија. Многу работи ги имам порачувано по роднини кои што се надвор од државата, пошто овде и немам баш голем избор за набавка на материјали и ми праќаат тие. Така. Кои декорации ти се најбарани од муштериите и какви се декорации изработуваш? Од декорации страна не знам дали би ги избројала баш сите. Да речем, од приложеново тука бележници за книги, држачи, подметачи, накид, пенкалата. А кои се најбарани? Најбарани ми се буквите, и тоа персонализирани, значи ви сакаат персонализирани. Букви, приврзоци. И многу се убави. А колку калапи од прилика имаш? Искрено ги немам изброено да се. Значи многу. Приложив дел, другото останува па за друга прилика. Така. Многу ми се интересни овие што се декорации кои што преминуваат од боја во боја. Да ни кажеш малку за процесот како се добива тој ефект? Пред се, во зависност, значи колку бои треба да измешам, смолата ја делам значи на толку дела во посебни, во пластични чаши и додавам боја која што треба да ја искористам и ја излевам смолата во калапот дел по дел и самата, значи се слева една во друга, сега мала помош од моја страна, значи со обично, пример со шпатули работам. Со шпатулата тој дел го мешам тука за да не дојде, значи да нема она граница да биде како линија да се познава, току да биде влеана едната боја во другата. Супер интересно. Јуле, ова е твоја секундарна работа. Дали би можело да биде твоја примарна работа, односно да се живее од неа? Искрено со оваа работа, значи не е, сам дополнител, значи за домашниот буџет се придонесува. Пред се, значи, ја работам со љубов, како хоби ја чувствувам, пред се, а не како заработка, за дополнително, а за опстанок само со таа работа. Така се гледа дека е се работено со љубов за тоа што декорациите се навистина прекрасни.
Јуле, ти благодарам за гостопримството. Ти посакувам уште многу убави изработки за доволни муштерии. Ви благодарам вас за поканата и за посетата. Неупатените желби, се надевам дека ќе се видиме наскоро пак. Искрено се надевам и јас. А со вас, почитувани гледачи, се гледаме во наредно лежерно интервју.